Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со обработка на глава 25 од книгата Изреки и ќе проучиме дел од 26 глава. Навистина сакам да имавме повеќе време за подетално да навлеземе во овие мудри изреки, но со оглед на тоа што сме ограничени со време, ќе мора да обработиме само дел од нив. Предпоставувам забележувате дека се многу практични. Ќе продолжиме таму каде што застанавме претходниот пат. Ќе го прочитам стих 23. Слушнете што вели мудроста. Северниот ветар дожд донесува, а таен јазик незадоволни лица. Стихот вели дека тајниот јазик носи незадоволни лица. Знаете што имам забележано низ годините? Дека често има ситуации кога и искрениот јазик носи незадоволни лица. Вклучен сум во поучување на Библијата веќе неколку децении и низ годините често сум критикувал одредени групи чија доктрина или однесување се косат со христијанските вредности. Се обидувам да не критикувам поединци, туку само групи луѓе. Целта не ми е само да ги критикувам, но добронамерно да ги поттикнам да се променат оние кон кои е упатена истата. Убеден сум дека оние кои поучуваат погрешни нешта треба да бидат соочени со нивните ереси, и затоа го правам тоа што го правам. Живееме во свет во кој има многу лажни учења, и оние кои ја знаат вистината се повикани не само да ја чуваат за себе, туку и да ја објавуваат пред другите. Ако сте Божјо дете, вие треба да застанете на страна на вистината. Ако го направите тоа, можам да ви гарантирам дека некои од луѓето во вашиот живот ќе имаат незадоволни лица, бидејќи нема да им се допаѓа тоа што ќе им го кажете. Но без разлика на тоа, сепак би ве поттикнал да продолжите да ја објавувате вистината и да го правите тоа со љубов и грижа за оние кои слушаат. Стих 24. Подобро да живееш во агол на покривот, отколку со жена кавгаџика во широка куќа. Соломон имаше многу жени. Тој сигурно знае како е да се живее со жена кавгаџика. Убеден сум дека барем неколку од неговите жени биле склони кон кавги и расправии. Овие изреки се собрани од луѓето на Езекија, но сепак нивниот првичен автор е царот Соломон. Слушнете што пишува во стих 26. Она што е нечист извор и матен кладенец, тоа е праведниот кој попушта пред безбожниот. Се сеќавам дека, кога бев младо момче, понекогаш одевме со другарите во природа и сакавме да ловиме животни. Таквите експедиции често траеа цел ден и речиси никогаш не носевме со себе некој сад кој можеме да го наполниме со вода. Но со оглед на тоа што одевме во шумата, често наидувавме на некои потоци. Во тоа време, загадувањето на природата не беше толку големо како денес. И затоа потоците, на кои често наидувавме, беа ладни и со многу чиста вода. Но некогаш се случуваше да наидеме и на нечисти потоци. И таквите моменти беа исполнети со разочарување. Замислете си таква ситуација. Надвор сте, во природа, и жедни сте, а немате вода со себе. Одеднаш, загледувате извор или поток и вашата надеж е дека конечно ќе ја згаснете жедта. Но, кога ќе дојдете до водата, сфаќате дека е матна и нечиста. Мудроста вели, таков е и праведникот кој попушта пред безбожникот. Од праведникот очекувате да застане на страна на правдата и на она што е добро и доблесно. Од оние кои се нарекуваат Божји деца и христијани, се очекува да бидат на страна на правдата и да не попуштаат пред злото и беззаконието. Стих 27. Како што не е добро да се јаде многу мед, така и да се лакоми за слава. Медот е добар и корисен за нашето здравје, но само доколку се конзумира во умерени количини. Ако јадете многу мед, ќе ви се слоши. Ако човек се лакоми за слава и популарност, само прашање на време е кога тие амбиции ќе резултираат со нешто штетно по неговото духовно здравје. Низ годините сум видел луѓе кои се нарекуваат христијани, а сепак се лакомеле за слава или за некаква позиција во црквата.
нивната желба да бидат некој и нешто, никогаш не дала резултат добри последици. Стих 28. Она што е разрушен град, без ѕидови, таков е човекот кој не владее со духот свој. Апостолот Павле во Новиот Завет пишува дека само контролата е плод на Светиот Дух. Ова треба да биде една од одликите на мажите и жените кои се нарекуваат со Христовото име. Разурнат град, без ѕидови, е место во кое секој може да влезе и да направи некаква штета. Човек кој не умее да се контролира, им дозволува на другите лесно да влезат во неговите мисли и да направат некаква штета. Затоа, да бидеме внимателни. Глава 26. Доаѓаме до глава 26, која започнува со неколку стихови кои ги опишуваат безумните луѓе. Како што можете да забележите, Библијата, а особено книгата Изреки, често ја обработува оваа тема. Патем, кога во Библијата го читаме зборот безумен, тоа не се однесува на личност со ментални недостатоци и оние кои треба да бидат згрижени во соодветни институции. Според Библијата, безумниот човек може да биде некој кој има брилијантен ум, некој кој има завршено докторат. Царот Давид напишал: Господи, кој може да престојува во Твоето живеалиште? Кој може да се всели на Твојата света гора? Таквиот човек може да добие високи признанија од општеството во кое живее и да има завршено неколку факултети. Но ако во своето срце заклучил дека Бог не постои, тој е безумен. Безумноста во Библијата нема никаква поврзаност со луѓето со ментални недостатоци или предизвици. Таквите состојби се резултат на присуството на гревот во светот. Според Светото писмо, има една состојба која е многу потешка и посериозна, а во таа состојба се наоѓаат сите оние кои го порекнуваат Божјото постоење, или пак може би признаваат дека Бог постои, а сепак живеат спротивно на неговите заповеди. Ке почнеме со читање на глава 26. Ако имате Библија, отворете ја на тоа место. Слушнете што пишува во првиот стих. Како снег во летно време и дожд во време на жетва, така и честа не му прилега на безумниот. Една од особините на безумните луѓе е тоа што воопшто не се грижат за својата чест. Ним им е важно да го направат тоа што го сакаат во моментот и воопшто не размислуваат што ќе кажат другите за тоа. Стих 2. Како врапче што ќе фркне, како ластовица што ќе одлета, така и незаслужената клетва нема да се збидне. Со други зборови, некогаш можеби ќе се случи некој да проколне некого, а личноста која е проколната да не го заслужила тоа. Мудроста вели, таквата клетва нема да се збидне. Бог ќе го заштити невиниот и ќе ја осуети намерата на оној кој проколнува. Забележете што пишува во стих 3. Камшик за коњ, узда за магаре, а стап за безумните. Ова е интересен стих, зарем не? Коњите се дисциплинираат со камшици. Магарињата се дисциплинираат со узди. А единствен начин на кој можат да се дисциплинираат безумните е со стап. Кога бев мал, во градот каде што живеев имаше еден атеист кој ги користеше следните два стиха да ни покаже дека во Библијата има противречности. Слушнете што пишува во стиховите 4 и 5. Не му одговарај на безумниот според глупоста негова, за да не станеш и ти сличен на него. Но одговори му на безумниот против глупоста негова, за да не помисли дека е мудар. Што мислите? Дали овие стихови си противречат? Одговорот е не. Тука не постои никаква противречност и ќе ви објаснам за што всушност станува збор. Например, поради тоа што ги снимам овие аудио епизоди во кои ја поучувам Библијата, јас често добивам пораки од голем број слушатели. На некој од нив давам одговор, а на некој не. На некој од нив не давам одговор не зашто не можам, туку зашто не сакам да му одговорам на безумниот според глупоста негова. Преку оваа изрека, мудроста не поттикнува да размислиме како им одговараме на луѓето, особено на безумните. Ако му одговориш на безумниот според неговата глупост, тогаш ти стануваш како него и во ништо не сте различни. Од друга страна, стих 5 не повикува да му одговориме на безумниот против неговата глупост,
за да знае дека не е паметен, ниту мудар. Тоа значи дека не треба секогаш да им премолчуваме на безумните, туку во молитва да бараме од Светиот Дух мудрост и проникливост, за да ни каже и открие дали во одредена ситуација треба да се впуштиме во разговорот на безумниот или не. Да продолжиме со читање. Стих 6. Кој усно порачува на безумен, тој ги подсекува нозете своји, трпи непријатност. Безумните нема да го слушаат тоа што имате да им го кажете. Стих 7. Како што криват нозете на куциот, така и расказот куца во устата на безумните. Стих 8. Тоа што е оној што клава во праќа скапоцен камен, таков е и оној кој му прави чест на безумен. Како што не наликува да се става скапоцен камен во праќа, така и не наликува да му се прави чест на безумниот. Стих 9. Она што е трнлива гранка во раката на пијаница, тоа е изборот во устата на безумните. Ако на пијаницата му дадете трнлива гранка, големи се шансите дека ќе удри некого со неа и ќе направи штета. Кога на безумните им се дозволува да зборуваат, сигурно ќе направат некаква штета со тоа што го кажуваат. Стихови 10 и 11. Силниот се врши по своја волја, и глупавиот го дарува, и секој минувач го наградува. Како што кучето се враќа на изблуеното, така и безумниот ја повторува својата глупост. Стих 11 е многу остра критика на безумните луѓе и глупостите кои тие ги прават. Мудроста вели дека тие се како кучиња кои се враќаат на тоа што го повратиле. Апостолот Петар ги опишува вака. И мнозина ќе појдат по нивните нечистотии, и поради нив патот на вистината ќе биде похулен. Некој проповедник рекол дека кога изгубениот син тргнал да се врати дома кај татко му, една од свињите тргнала по него, но со тек на време се предомислила и се вратила назад во калта. Само синовите се враќаат назад кај таткото, а кучињата и свињите се враќаат на изблуеното и на калта. Пред некое време разговарав со човек кој сакаше да ми даде добра причина зошто да не стане дел од локална црковна заедница. Ми рече, црквата е полна со лицемери. Му одговорив, тоа ми е многу добро познато, но токму затоа мислам дека треба да одиш во црква, бидејќи мислам дека многу добро ќе се вклопиш во таа атмосфера. Може би бев малку остар кон него, но тоа што му го кажав беше искрено и кажано во љубов. Никој не е совршен. Луѓето кои се дел од Божјото семејство, оние кои се спасени и се нарекуваат Божји синови и ќерки, се луѓе кои прават гревови, но исто така се каат за нив. Од друга страна, безумните паѓаат во грев и може би привремено им е криво за нивните постапки, но само прашање на време е кога ќе ги повторат. Продолжуваме со читање. Слушнете што пишува во стих 12. Ако си видел човек кој се смета за мудар, тогаш повеќе надевај се на безумен, отколку на него. Во овој свет има многу луѓе кои се сметаат за мудри, но нивната мудрост е световна и ништожна пред Божјите очи. Оние кои знаат дека се безумни се наоѓаат во подобра позиција од оние кои се сметаат за мудри. Стих 20. Кога нема веќе дрва, огнот згаснува, и кога нема клеветник, раздорот стивнува. Луѓето кои се склони кон клеветење се главната причина поради која во некои семејства, а и во некои цркви, има кавги што траат со години. Тие се оние кои додаваат дрва на огнот. Ако во црквата има кавга, но нема клеветници, големи се шансите дека таа ќе се реши релативно брзо. Забележете што пишува во стих 21. Јагленот е за жар, а дрвата за оган. Кавгаджијата пак кавга да разгорува. Овој стих е поврзан со претходниот. Во двата се зборува за луѓето кои со своите клевети ги разгоруваат кавгите помеѓу луѓето. Верувам дека од една страна мудроста не предупредува да се пазиме од такви луѓе, но од друга страна не предупредува да пазиме да не станеме такви луѓе. Стих 22. Зборовите на оговарачот се како сладки и влегуваат внатре во утробата. Предпоставувам ке се сетите дека и во една од претходните епизоди го прочитавме истиот стих.
Знам дека на секој од нас понекогаш можеби му е интересно да слушне по некој трач. Но кога слушаме такви зборови, мораме да бидеме свесни дека тие ќе навлезат длабоко во нас и ќе влијаат на нашето размислување и мислење за другите. Ако сте Божјо дете, пазете се од такви разговори, бидејќи нема ништо корисно во нив. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.